Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојдовте во директно на Тера телевизија. Помала пауза заради молкот и денот на гласање, повторно продолжуваме со циклусот емисии посветени на председателските и парламентарните избори. Вечера во директно со мене и со вас Јована Мојсовска, генерална секретарка на Левица и носителка на оваа партија во петата изборна единица. Добре дојдовте во директно на Тера. Добро вечер, ви благодарам на поканата, што имам прилика прв пат да гостувам тука. Дојде вашето време. Ке зборуваме и за председателските избори, бидејќи имавте нели свој кандидат во првиот круг, меѓутоа сега фокусот на Левица и на другите партии ќе бидат и парламентарните избори, за тоа како ќе се пополни ова собрание во идниот период. На почеток еве како го оценувате предизборието и самиот ден на гласањето? Немавме некои крупни забелешки. Не знам и вие како партија дали ставивте забелешки. Може би да имаше некои ситни, меѓутоа за разлика од други изборни циклуси, велат дека покажавме како демократски фер еден ден треба да помине. Па да, делумно би се сложила и од ние што бевме на терен немаше некои ексцеси, имаше некои изолирани случаи за кои информираа и медиумите. Од аспект на тоа за предизборната кампања, па можам да ја оценам и дека и беше како коректна, она што ние и го имаме неизминатото дискутирано е дека може би уште не даваме доволно простор за, условно кажано, помали партии да се промовираат, ама мислам дека и тоа успешно успеа да се надмине. Тоа се гледа од резултатот на СДС кои влегоа нели како власти, кои дефинитивно доживеа нови избори, еден тежок дебакал кој мислам дека не го памтиме во изминативе 30 години. Апсолутно председателските избори ќе бидат веќе некоја насока за парламентарните избори. Левица учествуваше за прв пат на председателски избори. Ние настапивме со независен кандидат, кој го поддржавме од причина што беше, да речеме, најблизок до нашите ставови. Нормално главен фокус на партијата е 8 мај и парламентарните избори, каде што ние веќе очекуваме реално да демонстрираме на нашата реална политичка мок, која ќе се рефлектира во идниот состав на собранието. Да се вратиме пред денот на гласањето, се потпиша тие кодекси за фер и демократски избори за председателската и за парламентарната. Вие бевте таму, потпишавте како партија? Не, ние не го потпишавме ова година кодексот. Па искрено и тоа се некои формалности, грубо кажано, од типот на, така, како да кажам, некој бланко изјави. Ние се уште не можеме да говориме за целосно демократски процес, еве, јас кажувам, затоа што може би ги нема како порано некои типично слики со давање подкупи за гласачи, ама се уште, за жал, големите партии функцираат на тој принцип, дали преку нели предизборни вработувања, администрација, притисоци за работни места. За жал, значи, оваа демократија наша уште не е ослободена од тоа. Ние уште не можеме да го надминиме тој менталитет каде што сепак партиската администрација се сведува на биро за вработување и најголемо гласачко тело. И тоа е она со кое ние се бориме и треба уште време да се надмине тој процес. Како ги коментирате и гледате наредените автобуси кои треба да одат од Охрид за Скопје, од Струга за Скопје или од Битола за Скопје, кога има митинзи, еве, особено кога ВМРО ДПМН и СДСМ организираат нели во текот на денот социјалните мрежи на членовите на партијата, симпатизерите се преполнени со автобуси. Па не, малци коментиравме пред да почне емисијава, ја мислам дека тоа стварно е едно ненормално трошење на средства, ненормално, за голем дел со тоа и државни пари, трошење на пари на државата, малте ни се блокира државата. Јас мислам дека само ние го имаме, тоа е едно кај нас, не може да го напуштат големите партии, демонстрација на моќ. Па се бројат колку сме на митинзи, ние сме повеќе, ние сме помалце. Значи, борбата во кампања треба да е со идеи, борбата во кампања треба да е со дискусии, борбата во кампања треба да е со презентација на програмски заложби и визија за водење на државата. Кај нас, за жал, буквално
малтен од кога се формира техничка влада, на некој начин државата е парализирана, институциите се парализирани и сиот фокус е ставен во спроведувањето на изборите. Мој лично мислење е дека еден граѓанин има прилика да се убеди за кого да гласа во изминатите 4 години. Го имаме собранието, ги имаме пратениците, граѓаните можат да оценат во изминатите 4 години кој колку сработил. Не им треба ни митинзи, не им треба... Мислите дека се уште граѓаните толку како партии ве следат секојдневно? Или малку повеќе се релаксирани и си го тераат својот живот? А кога ќе дојде време на кампања, треба да ве слушнат што ќе порачате? Или се уште луѓето се врзани со политиката преку телевизиите? Наискрено можам да кажам за нашата комуникација што ја имаме со граѓаните во време на изминатиот мандат на пратениците. Јас морам да забележам дека нас активно граѓаните не следеа и тоа е добро. Значи, тоа беше нашата цел во собрание, да ја подигнеме свеста за политичката еманципација на обичниот човек, затоа што ние не можеме да не се занимаваме со политиката, затоа што политиката се занимава со нашите животи. И јас апсолутно не мислам, барем нашите поддржувачи, нашите симпатизери во изминативе 4 години постојано беа во комуникација со нас, постојано реагираа на сите наши критики, ние успеавме да наметниме теми во јавност кои доколку не бевме во собрание, граѓаните нема да ги слушнат. Еве, например, последно што беше најактуелно беше носењето на деловникот со консензус од сите три партии. Значи, нашите пратеници, ако не беа внатре, немаше тоа да допре во јавноста и ние тоа го направивме директно од парламентарниот дом. Така да мислам јас дека и работата на народните избраници треба да се докажат во изминатиот мандат. Не треба тоа во последните 3 недели пред кампања. Истото и во советите. Многу често нас граѓани ни приаѓаат, кои не ни се членови, кои сакат да ги артикулираме нивните проблеми. И политиката треба да биде еден континуиран процес на постојано следење на процесите, попречување на штетните процеси, а не нели да се сведе на 3 недели кампања каде буквално цела држава е блокирана и дури мислам и на моменти за обичен човек е иритантно. Знаете, има дури коментари, аман веќе уште од фрижидер да ми излезат. Затоа што обичниот човек си има своји тековни проблеми кои го мачат и апсолутно мислам дека ова беше една така препомпезна кампања и се надевам дека со текот на времето малце ќе излезиме од тие кампањи, па можеби нешто и некој погерилски, поиновативен пристап ќе искористат партиите. Овде митинзи без дронови нема. Добро, тоа значи нова технологија некоја. Да, тоа е... Гледате што и како се случува. Јас ќе ве вратам малку назад со стартот на техничката влада. Така. Дали се уште нас како земја ни е потребна техничка влада? СДСМ вели не, знаеме зошто таа беше формирана, заради состојбите од тоа време на ВМРО на ДПМН. Оваа техничка влада и пред избори можеше да се укини, меѓутоа кај на секојаш работите, дури и прашањето за техничката влада и ова што беше за една изборна единица, да не зборуваме за отворена листа, дека секојаш стигнуваат во тој период доволен да не може да се направи промена во изборниот законник, иако тој се менува и покрај забелешките на ОПСЕ од ИХР. Логично е да имаме сега како земја членка на НАТО техничка влада и при тоа министрите ги слушаме едниот во 2, нешто ќе каже, тој во 3 ќе го демантира, па во 4 ќе имам и така натаму. Колку техничката влада помага во овој процес или одмогнува и создава проблеми? Биејќи вие ќе бидете, нели претендирате сте пратеник во собранието и ќе треба собранието нели да направи измена на тој закон. И во нашата програма е укинување на таа техничка влада, затоа што тоа е еден неуставен елемент кој го нема во ниту една современа, модерна држава. Кај нас постојано, знаете како кај нас постојано се прават некои креативни, условно кажано, решенија за да се нашминкат, да речам, последиците, наместо да се сосече коренот, да речам, корено на проблемот. Во однос на ова што го кажавте на изборниот законник, точно е дека може да се направи измена, доколку има политичка волја. Иако, еве, конкретно насоките на ОДИХР, се изборен законник да не се менува 6 месеци пред избори. Ќе подсетам дека буквално мислам дека беше почната председателската кампања, нели се направи на
шминкерска измена во изборниот законник за да се задржат бројчињата од претседателските кандидати за парламентарните избори. Тоа е на бенигна, а не е толку бенигна. Сега имаше измена на изборниот законник, мислам дека беше месец дена пред изборите, да не калкулирам со времето, каде се зголеми цензусот за независни листи. И знаете како ние постојано имаме... Но тоа ќе се однесува на наредните избори. Да, апсолутно. Ама беше донесено пред избори, значи можеше, ако имаше политичка волја, да се укине и техничката влада, како што се зголеми цензусот на независните листи, ама најте на некој начин на крајот на денот можам да кажам дека тие две големи партии кога имаат интерес од одредено прашање, може да седнат да се договорат како што седна и се договорија во однос на зголемување на прагот на независните листи, затоа што тие независни листи сепак представуваат најголема закана за овие две партии и ја претпоставувам... И за наредните локални избори каде што нели ќе учествувате. Апсолутно, ама ние видовме на локалните избори дека на последните локални избори се родија многу независни листи. И тоа е добро за една демократија. Јас искрено тоа често го викам, особено кога ние сме под напади, нели, имаше период кога СДСМ не обвинуваа дека сме за ВМРО ДПМН привезок, друг ден, нареден ден излегува ВМРО ДПМН, левица привезок на СДСМ. И јас тоа го викам, овие две партии за жал уште не се излезени од тој менталитет на бипартизам и не се излезени од тој менталитет дека мора некој за некого да одработува и дека ние само декларативно сме плуралистичко општество. Јас сметам дека добро е да има повеќе субјекти, јас мислам дека добро е да има повеќе идеи да ги слушнат граѓаните и на крајот на денот нека победи најдобрата идеја во едно нели коректно и конструктивно соочување. И мислам дека мора тој менталитет на големите партии да се надмине, ама и мислам дека и тоа се виде на овие избори, особено да, за резултатите ќе зборуваме, сакам уште да ве прашам, ќе почнавме со техничката влада, а потоа следуваше нели собирањето на подписите. Во Битола, Ванковска, чинам дека имаше најмногу собрано. Да, тука беа со аеродром, нашите два бастиони, ние викаме аеродром и Битола се нашите бастиони, со тоа што во Битола беше првата илјадарка собрана. Искрено, значи, во Битола ние имаме и двајца советници во Советот на општина Битола и навистина мислам дека полека стварно левица е препознаена во Битола, има низа фактори кои влијаеа. Значи, јас морам да спомнам, например, наш прв протест организиран надвор од Скопје, што секогаш е предизвик за една партија која допрва треба да расте. Беше протестот нели за ослободување на Ламбела Баковски, што беше еден масовен протест кај што се придружија, значи не беа само членови на левица, голем број граѓани се приклучија кон левица и мислам дека и тоа тука го препозна и битолчани дека нели во изминатиот период една од главните теми беше сакали или не отварањето на фашистичките клубови. Левица стварно беше најгласна тука во Битола, малци нескромно ќе звучам, ама ние поднесовме и кривична пријава, поднесовме иницијатива до Уставен суд и нормално и со реакции од други организации, со реакции од целокупната јавност, успеа да се затвори тоа дувло, јас го нарекувам, кое дури и тоа и беше отворено на местото на последната еврејска заедница во Битола и често викам Битола докажа повторно дека во нив уште тлее тој антифашистички дух и не е само, да речам, во однос на националното прашање, директно и во советите и нашите двајца советници успеа и докажа дека може и да се биде коректор на процесите, да се внатре што се случуваат. Јас ке подсетам, дури имаше ситуација во советите кога се носеше одлуката во однос нели на пазарџиите да се дислоцираат, прашање што е таргетираше многу граѓани кои живеат и екзистираат од тоа. Имаше ситуација благодарение на нашите советници. Да, тоа беше за пазарот во Нова Битола, односно зад новиот пазар, за потоа да биде обвинета левица дека тие на седница со сценарио ги донесоа и ги внеса пазарџиите. Да, ние цело време правиме сценарио. Да, ама тоа го препознава народот, затоа што пазарџиите имаат реален проблем. И за прв пат имаја можност да влезат внатре, значи пазарџиите да влезат внатре кај што се носат нивните одлуки и еве да ги сослушаат и советниците кои се избрани директно од тие граѓани. И тоа беше една стварно погубна одлука. Вие не можете на некого да му скратите правото
без да му создадете можност на друго место. А пазарджиите беа донесена Добро, во таа тогаш ситуација. мнозинството беше на ВМРО ДПМН и поинаку и тогаш Да. тие рекла дека има правила, не може на таков и таков начин да се врши дејноста таму. Океј, создадете услови за на друг начин. Не можете да ги оставите. Тоа беше, мислам, нашата аргументација. Не можете да ги оставите луѓето на Да се задржиме на Битола или ќе одиме во вториот дел од емисијата во Битола? Јас сега би се вратил на резултатите, јас малку а за Битола ќе зборуваме бидејќи има теми и Битола и за политичарите понекогаш знае да изненади. Ќе се вратиме на изборните резултати од првиот круг за кои вие и другите велат дека можеби ќе бидат некаков индикатор што ќе се случува. Таа вечер според зборовите на политичарите, онака како што ви реков, како да беше вечер на изненадување. Сите се изненадија. Јас нема да кажам кој од кој се знае се да сама што кажа ВМРО ДПМН. Дали вие бевте изненадени или очекуван резултат, со оглед на тоа што дека велите дека вашиот предизвик се парламентарните избори? Да, апсолутно. Па не, ние за прв пат, како што кажав, настапивме, ние поддржавме независен кандидат кој беше најблисок во некои наши клучни позиции. Она што повторно се бележи дури и на председателските избори, левица забележа раст и од последните парламентарни, иако нормално нашиот главен фокус се парламентарните избори, кои нели кампањата за парламентарните избори допрва почнува, ние немавме ни можност да ги презентираме нашите програмски заложби. Некои овие 2 дена сите одмараат или ги нема никаде? Па едните изгледа слават, другите ги анализираат резултатите. Она што може, мислам, општо да се каже дека ја не би рекла дека не беше. Вие од што бевте изненадена? Изненадени. Па не знам, јас лично дали бев... Можда не бев изненадена од толку тежок дебакал на СДСМ, морам да кажам. Добро, бидејќи вие не мора само за вас, вие ги коментирате и гледате што се случува во дворот на политичките опоненти. Да. Не бев, можам да кажам дека бев малце по-песимистички, реков, ќе доживее дебакал СДСМ, ама не на ова ниво, значи СДСМ со вакви резултати има изгубено 22 пратеници, што е огромна бројка и тоа беше очекувано после овие 7 години владење. Не би да коментирала за внатре партиски дали членовите ги казна, али мислам дека не е само тоа клучно, затоа што СДСМ нели буквално со сите ветувања со кои дојде, сите ветувања ги изневери, дали не само во односи на националните позиции кај што сите порази успе да ги прогласи за победи. Сакате дали почнувајќи од Преспанскиот договор, каде што не беше испочитувана волјата на граѓаните, потоа и со францускиот предлог, каде после 10 дена протести повторно го прифатија, СДСМ пак влезе во една таква јас можам да кажам и во минатото дали таа е некој модус операнди во една арогантна фаза кај што мислеа дека може да потценат волјата на граѓаните, дека нема да ги слушаат, дури мен и тие изјави што често ги слушам кај што се трудат да ги оправдаат своите одлуки. Јас ги памтам тие одлуки, мислам ништо не променето што од рамковниот договор, носиме тешки одлуки дури и по цена на нашиот рейтинг за она што е нели добро за државата. Јас често се прашувам. И факт е дека во нивно време секој се случувале некои погубни процеси. Јас би ги оценила како погубни процеси. Добро, тие велат, ние храбро застануваме во интерес на националните интереси, на граѓаните, па дури за сметка на политичките кариери. Во тоа не им верувате? Како прво, на крајот на денот, не може најголем суверен во државата да е партијата. Ако народот на референдум одлучил дека е против промена на името, вие не можете да се ставите на народот, и тоа тогаш не е демократија. Значи, тоа тој аспект и таа ароганција, и јас си претпоставувам дека и СДС и таа вазалност кон стратскиот фактор, мислам дека дојде до таа фаза дека тие веќе се надеваат само дека поради нивната вазалност и подаништво кон странскиот фактор, со нивните послушнички политики, мислам дека се надеваат дека ќе остана на власт и затоа толку го поцена народот и затоа им се случи толку дебакал. Јас апсолутно мислам, ние и тоа го говориме на овие избори дека мислам ние го говориме тоа уште пред 10 години нашиот председател ја спомна така
долго очекуваната пасокизација на СДС, затоа што тие веќе не се сето на во левиот спектар што треба да бидат, сакат и од социјалните политики кои ги нудат, вие видите во нивните врвови имате милионери, нели, значи кај нив нема ништо во однос на заштита на работниците, во однос на работничката политика, а за националните политики апсолутно мислам дека дури ние дојдовме во една иронична ситуација каде што СДС, условно кажано наследниците на комунистите, тргнаа да го бришат Асном, а од друга страна па ВМРО ДПМ некои нели самите признаваат дека Иванчо Михајлов е континуитет, тие дојде во фаза да го бранат Асном и веќе таа е очигледно криза на идеологија со која се соочуваме денес и СДС буквално во сите нивни настапи, во сето владење се покажа дека малтене беше нем наблюдувач пред ќе речам врховистичките напади кои во континуитет доаѓа од официјална Софија и народот тоа го гледаше. И мислам, освен националните порази, апсолутно тука имаше влијание и ужасните економски политики, ужасните социјални политики. Ние видовме, мислам, тие дојдоа нели со паролата нема правда, нема мир. Па јас дури би иронизирала, нели плашеа со режимот, ние ја ослободивме државата, не смеевте да го спомните тоа на М. Сега испана дека не можеме вистина да спомниме тоа на М, ама тоа во случајов е Република Македонија. Па дури скапо мислам ги чинеше тоа исфорсирано Република Северна Македонија, видите, ние имаме функционери на ДУИ кои помалку се користат Северна Македонија од нив. И мислам дека секој што ја подценил интелигенцијата на народот, ќе му се случи тоа што ќе му се случи на СДСМ. Во Битола на митингот на кој што беше и председателската кандидатка Ванковска, Апасиев рече Мицковски доцна е сега, не ми подавај рака, односно, ќе прифатам, доколку ги прифатиш 5 столба од вашата програма. Кога ги видовте резултатите вечерта, што беа? Бидејќи ти рекоа дека си изненадени. Си изненадивте вие? Од резултатите збориме на целокупно... Па не, од тоа, кој на кого подава рака. Дали може би Пасиев не требаше со некаква резерва да ја прифати таа рака? Не, јас морам да кажам... Бидејќи сега комбинаториките ќе бидат кој со кој. Иако тука и знам, нели... Да, ама ние, например, морам да подсетам малце дека левица секогаш, значи нормално ние да имаме и конфронтации, нормално е, затоа на крајот на денот сме две различни партии, имаме различни визии и имаме многу често и гледавме како ВМРО ДПМ не кокетираше со СДСМ и ние реагиравме на тоа. Во однос на тоа дали ние подаваме рака за рушење на владата, ние тоа и го имаме докажано. Се сеќавате нели на таа сликата кога се собираше мнозинството од 61 пратеник. Исто така за време на локалните избори, морам да подсетам дека левица тогаш го поддржа антиопозицијско, нели антивладиното расположение. Во некои општини беше клучна поддршката на левица за да паднат градоначалниците на СДС. Така да левица во дадените моменти кога е клучно, ние сме тука да ја рушиме владата, ама не по секоја цена. Значи на крајот на денот ние имаме некои клучни принципи без кои не можеме да подадеме рака. Инаку за вашите советници велат едните и другите никогаш не можеш да предпоставиш како ќе се однесуваат и како ќе гласат. Во Битолскиот совет се случува тоа што се случува, предпоставам дека сте запознаена со тоа колку тешки политики таму се водат. Дојдовме до момент кога можеби советот ќе беше распуштен, за тоа како делува левица на локално ниво. Покусата пауза за реклами, останете со нас. На програмата на ТР следите директно вечерва со мене и со вас Јована Мојсовска, генерална секретарка на Левица и носителка на оваа партија во 5-та изборна единица. Битола е град кој знае политички да изненади, тоа го признавале едните и другите кога мислеле дека се најдобри, тогаш им се случувало катастрофално решение. Битола е град исто така за кој и на локалните и на овие избори до последен момент се чека, вие како што велите, овие што се нарекуваат големи партии, да ги истакнат носителите. Имавте некој предизвик, очекувавте во оваа изборна единица некои други носители од овие што ги имат вашите политички опоненти? Искрено не се ни занимавав на искрено кој каде ќе биде, затоа што
Ние си настапуваме со своја програма, своја визија, која на крајот на денот нема доперни точки. Митрески вие со граѓанин. Да, Митрески ние. Тоа што таму не може да се кажете, ќе се окажете од Битола. Немам проблем, јас и таму тоа да го кажам. Да, Митрески, двајцата доаѓаме од Струга, па и Зијадин село е од Струга. Така да на овие избори Сајковски од Кичево. Сајковски од Кичево и Весна Мендеска од Битола. Да. Така да сите сме од истата изборна единица, со тоа што ете тројца стружени има на овие избори. Ама во однос на Битола, баш како што кажавте, јас тоа го имам слушано во кулуарите дека победата во Битола ја диктира победата на ниво на цела Македонија. Ама затоа што јас имам прилика изминативе години почесто да сум во Битола, искрено и така некако ми легна темпераментот на битолчани, морам да признаам. А она што гледам во Битола, мислам и она што кажуваат сите битолчани, за жал Битола е слепо црево станато во Македонија. Тоа дури во едно османливско робство Битола била и економски, и културен и политички центар, нели, кој имала врски со Венеција, со целиот свет. Сега ќе продолжите, вие рековте дека сте деца на транзицијата, деца жртви на транзицијата. Да. Во Битола така порачавте од митингот. Апсолутно, јас тогаш малце и баш Па и редевте тука фабрики, идни на Јас бев изненаден од фактот дека некој од трикотажа, шекерана. Јас бев изненадена кога најдов податок дека Битола била нарекувана македонскиот Манчестер. Во однос на текстилната индустрија која владеела тука. И јас неискрено често им викам кој ќе тука дојдам тука со другарите од Битола. Еве, и периодов шетаме нели низ цела Македонија. Источна Македонија има многу поразвиена патна инфраструктура, многу е повеќе поврзана со Скопје, споредбено со Битола. А видите, од друга страна, ако гледате наназад, па од Битола дала многу политичари, дали до министри, до пратеници, до милионери, бизнисмени, а Битола буквално е целосно заборавена. Од Охрид до тука како стигнавте? Сајковски вели полоша инфраструктура, од петката нема. Јас како слушам тоа да овие партии 11 години што правеа тие. Ме сваќате? Значи, секоја партија како што иде, па кога се во опозиција, полоша инфраструктура нема, од Битола се иселуваат младите, ама младите не се иселуваат од вчера во Битола, младите се иселува и пред 10 години. За жал, тие политики... Тие го имаат тој наратив. Ама тие били одговорни за тоа. Еве се сеќавате на претходните избори, едните и другите ветува автопат. Не само на претходните, и на тие пред тоа. Па и затворен Вие во базен, вашата програма имате автопат до Битола, иако почнаа да го градат. Сега мислам дека... Морам тука малце баш околу автопатите, нели често примерот е со и нели автопатот Кичево Охрид, што е проблемот со кај нас такви капитални проекти, како би го лоцирала. Најчесто такви капитални проекти го надминуваат мандатот на една власт. Ме сваќате, значи тоа не е проект што се прави за година-две и ние клучно мораме тие капитални проекти, да кажам, да ги ослободиме од бремето на партиите. Значи мора да има еден консензус во однос на капиталните инвестиции од сите партии. Колку му предвидуваат, иако закон е донесен за Кичево Охрид? И треба да се заврши нели во законски. Искрено информации до нас што стигат конкретно за тој автопат, таму уште не е завршена. Дел од експроприацијата уште дел не е завршена. Дури имаше најави дека Артан Групи сака да го да го раскине договорот со кинеската компанија. Претпоставувам можда него мотивите му се за да влези Бехтел и Енкаут и нели тоа беше негов проект. Јас тука ќе кажам, не знам јавноста колку знае, можда и по ексклузивна информација, дека доколку ние го раскиниме договорот со Синоходро, тоа значи прекин на сите дипломатски односи со Народна република Кина, што ние се сеќаваме во 90-тите што значеше тоа. И јас конкретно пак каде би го лоцирала и прекинот и на автопатот, затоа што за жал и во тие капитални инвестиции, капитални проекти, кога влегуваат партиите, која компанија тука гради, дали е блиска до едната гарнитура на власт, дали е блиска до другата гарнитура на власт, и тука застанува клучниот застој. Ја затоа викам, ние во нашата дури програма имаме и централна планска агенција која ги инкорпорира сите сегменти и од Министерството на финансии за да се изгради точна визија на капиталните проекти кои нема да бидат
обременети кога ќе дојде до промена на власта. Затоа што тоа тоа се случи со автопатот, кога падна владата на Груевски, дојде новата влада, можеби не знам, нивните ферми не беа дел од колачот, не беа дел од провизиите, па сакаат тие да влезат во тој бизнис и ние мора од тоа да се ослободиме. Но што граѓаните имаат врска со тоа? Апсолутно граѓаните немаат врска. На граѓаните му треба автопат. Видите, му треба железница. Битола, Скопје... Вие до Охрид немате воз од подамна, ама ние имавме сега еден остана. Видите, јас тоа ќе кажам, срамота... Вие сте пратеници, односно ќе бидете пратеници доколку влезе особеното. И треба да се грижите за овој регион, за патната инфраструктура, бидејќи кога зборуваме за инвестиции, како ќе дојдат инвеститорите? Преку што? Ние не им ни гарантираме сигурност на инвеститорите. Еве го имате со компанијата, со кинескиот автопат. Еве ја што сакам да кажам, дури катастрофално е што ние Битола Скопје со еден експресен воз може да биде поврзано за 40 минути да се стига. И голем дел од младите од Битола до Скопје, како за 40? Па не, говорам баш имаш еден Добро, тоа, еден проект, збориме за некој експрес, значи ако го земеме примерот на Србија од Белград до Нови Сад. Да, значи со 200 км на час. Да. Доскоро кај Велес се движеа со 20 км. И со 30 км на час. Ние говориме, ама видите, значи ние не говориме за за таков експресен воз во Германија, говориме за земја од соседството. Така, наку сме биле дел дури од исти систем, така, релативно приликите ни се исти. Ако може Србија да развие таква патна инфраструктура, зошто да не можеме ние да развиеме таква патна инфраструктура со еден таков проект? Голем дел од младите што моментално живеат, работат во Скопје, вие можете да сметате дека тие воопшто не мора да се иселат во Скопје. Миграцијата е нормален процес во сите држави, ама ние имаме едно трајно иселување, токму затоа што Скопје Битола не е никако поврзано. Јас во однос на Битола јас морам да кажам, еве сега гледам дека повторно најавува нели топлификацијата. Добро, таа веќе влегува од двете страни, едната заврши до некаде, сега од десната гасификацијата не знам докаде, нема. Па во однос еве сакам тука да кажам еден пример, тоа исто од соседството во Косово сега брзо имаше одлука, значи Косово што е со статус на полупризнаена држава, значи каде во понезавидна положба од нас, жителите кои живеат во близина на термоелектрана, со одлука на државата добиваат бесплатно парно грејење, а тука во Битола, иако во минатото имало парно, 30 години не може да се изгради таа топловодна мрежа и ние сега што имаме, тоа е ресурс од рек Битола, нели топлата вода е нуспродукт од работењето во рек Битола кој наместо да се користи за парно за битолчани, ние моментално го фрламе како отпад. И дури сега еве конкретно за истиот пример ќе се надоврзам, Косово најавува и одлука за бесплатна струја за сите жители кои живеат нели околу термоелектраната. А ние тука имаше едно време идеја да се побара од владата за бенефицирана струја, субвенционирана во делот на ова, меѓутоа кажа дека не може. Све може. Све може. Ако може, извините, да се воведе 2 часа работна недела, све може да се направи доколку има политичка волја. Велите дека може би толчани бесплатно се греат и да имат бесплатна струја? Не, значи или субвенционирана. Субвенционирана, еве на краток рок. Добро, владата вели ние субвенционираме 85. За сите, така. Да, ама не е така затоа што вие мора да имаме во предвид дека во Битола последните статистики се дека секој ден има еден диагностициран од рак. Значи, мора во најмала рака... Ова, ако го споменувате како ветување, ќе ви го повторуваат се додека не се реализира, бидејќи автопатот му го повторуваат и на едните и на другите, и базенот. Во Битола, ако ветите базен... Да, дури јас го имам слушнато базенот и јас не сум... Затоа внимавајте што ветувате. Бенефицирана топлинска енергија и бенефицирана струја. Апсолутно. Ама затоа ние викаме, имаме одредени клучни проекти околу кои мора да влезе, кои мора да ги реализираме. Зошто овие претходниве и едните другите тоа не го направиле? Тоа не го... Знаете како са да влезам во подлабока анализа на нивното работење, ама општо, еве, не само за Битола, која е тенденцијата на владењето? Додуша, еве, ќе поврзам со Рек Битола да е појасно. Проблемот со овие две партии што тие и тоа е нашата, кај сме ние, да речем, на спектарот, во спротивност со нив. Тие се партии кои ги представуваат
олигархијата, кои ги представуваат милионерите, ние сме партија која единствено доаѓа од редовите на работниците. И тие две партии, значи, си имаат своји приватни фирми кои гравитираат околу нив, кои мора нели да добиваат милионски тендери. Конкретно ќе се вратам за поблиску да име на жителите на Битола. Со РЕК Битола што се случува сега? Ние дојдовме во фаза да имаме поскапа струја произведена во Битола, отколку што ни е увозот на јаглен. Тоа зошто е? Затоа што иако РЕК Битола има своја механизација, нели, за ископ која вреди на 20 милиони евра, се ангажираат приватни фирми. Зошто да се ангажираат приватни фирми и дополнително да се цеди џебот на граѓаните? Не спомнувам имиња тие фирми, дали и во претходната влада беа блиски до одредена структура, до одредени мокници, сега се смена во оваа влада се блиски до други мокници. И затоа тие партии не можат да се, и да сака не можат да се ослободат, затоа што тие партии екзистираат врз ова бизнис лоби, би рекла, и имаат одредени ветувања, имаат одредени донатори, па вие видите ги пола големи фирми, се донатори кај едната или другата партија. Така да, а од друга страна ние сме ослободени во нашето делување. Ние имаме скромни финансиски ресурси, нашите извешти секаде можете да ги видите. Ние не сме уценети од никого, на ништо немаме непринципиелно ветено. Да, ние можеме да им ветиме на битолчани бесплатно парно греење. Да си говориме за принципиелни ветувања. И јас затоа тврдам, затоа ти не може да се ослободат од прангите на бизнис врските. Еве, ќе ви кажам еден закон, само малце, ќе се вратам на парламентот, ама ќе се надоврзам. Само левица има понесено закон за лимитирање, намалување на банкарските камати и провизии. Дури и последните анализи... Да, се повикувате на римско време, а Пасиево кажа дека повеќе од 4% дека не треба. Ама видите, не само тоа, за време на кризата, најдоходовни компании во Македонија беа банките. Значи, банките во време на криза, значи, нели, кога имаше и опуштување, кога имаше и намалување на стандардно на граѓаните, кога имаше голема инфлација, една од банките имаше остварено над 60% зголемување на чистата добивка. Во време на криза, кој го плаќа тој цек? Обичните граѓани. И тука мора државата да интервенира за да ги заштити граѓаните, сиромашните граѓани од овие трошоци. Ние поднесовме таков предлог закон, значи за ограничување на банкарски провизии, камати, што го има и во секоја европска држава. Тој закон прво и не беше ставен на дневен ред, каде што председател на комисија е пратеник кај редовите на ВМРО ДПМН, дали дојде на дневен ред не се изгласи, иако тогаш премиерот Ковачевски најавуваше донесување таков закон, никогаш не дојде на дневен ред. И тука ќе видите дека всушност се работи за силно банкарско лоби кое на еден или на друг начин е поврзана со овие две партии. Јас често тоа го велам. И тие 78% зголемување на платите се поврзани со двете партии? Апсолутно. Само морам да кажам, само левица имаше поднесено и мислам дека ни го одбија за барање за намалување на зголемувањето, затоа што имаше тука тоа беше направено со автентично нели толкување дека платите на функционерите не биле зголемени. После тоа ние поднесовме и закон за зголемување на додатоците за лица со посебни потреби, кои се ги изнесува некои суми од 6 до 10.000 се движат, имаше и протести тогаш. И ние баш побаравме во духот на 78% зголемување на платите на функционерите, побаравме 78% зголемување на овие на парични надоместоци кои секако се и символични. Овде имаше од страна вашите советници иницијатива за хуманитарни паркинзи. Се случија, ги изгласаја. Има одлуки што во Советот се носат еднокласно, но тоа се многу ретки. Сето останато е политички хаос, така го нарекуваат. Коњановски ги промовираше тие хуманитарни паркинзи. Некако проект на левица, сигурна сум. Речем благодарам на советниците од Советот. Добро. Мислам дека со тек на време големите партии ќе ја напуштат таа мала своја ароганција. Толку се скромни вашите советници или? Па не, тук не е за скромност ни. Па добро, може да реагират и да го прашат Коњановски зашто не повика да соопштиме заедно.
На крајот на денот нас не беше битно нели да се спроведе таа иницијатива, значи за разлика од нив ние ги оставивме нашите ега и суети настрана, иако тоа често ни се случува во советите, многу наши, знаете, доаѓа до степен да наши иницијативи во советите бидат одбиени и после истите да се поднесат, што е едноставно очајно ниско ниво на политичка култура, али ние од друга страна велиме битно нека има добри проекти. Ја често тоа викам, па нека не копираат, битно нека ги спроведат. Она што се случува во Битола, мислам дека конкретно од тоа што ги имам јас малце анализирано, за жал и таа е тенденција во многу општини, са малце ќе се вратам на власта во општината, не на централно ниво, кај што е ВМРО ДПМН, ние имаме на тенденција на постојано зголемување на долгот на јавните предпријатија. Мислам дека само во Битола дојде до зголемување на долгот од на 20 милиони денари, што е огромна сума и предпријатија не може нормално да функционираат, а па од друга страна нема конкретен, реален проект во Битола. Ете, го спомнавте, сакате затворениот базен, добро, кој беше на ниво на централната власт, ама тука значи ги имате ветувањата, дали нели мултифункционалната сала, дали центар за лица со мултифункционален комплекс. Дури ми е непријатно да спомнам. Не, јас кажам, друга ми беше поентата. Ако ви имате долг од 20 милиони евра, нели, акумулирано, каде се пари кога немаме ништо видливо остварено? Добро, буџетот на општината е преку 30 милиони евра. Дури и министерката за животна средина, кога ВМРО ДПМН обвинува дека им одбиле проект за некој парк кај Тумбекафе, таа вели, па за такви мали проекти општина Битола немаше да бара пари, вели Битола како општина има пари. Точно. Дали Битола имате впечаток дека има пари? Јас морам да кажам дека децентрализацијата кај нас многу лошо беше изведена. Не само општина Битола, главен приход на општините кај нас е комуналиите. Значи, општините немаат други и со таков начин на финансирање општините апсолутно немаат средства за некои покапитални проекти, што пак ќе речам не го оправдува сипничкото работење, вие да акумулирате 20 милиони денари долг, а да немате макар ново паркче направено. Тоа е друга тема. Што сакам да кажам? Имаат еден кај Нова Битола. Па сигурно не до 20 милиони. Сакам да кажам за ова што ме прашавте и токму тука и јас ја лоцирам зошто нели има толку напливно на ние што веќе го викаме урбанистичка мафија. Затоа што се додека главен извор на финансирање на општините ќе бидат комуналиите, тенденцијата на секој градоначелник ќе биде да издава повеќе градежни дозволи, што повеќе да се гради. И јас морам да спомнам, значи Битола е една од ретките општини која од 91 година нема генерален урбанистички план. Мене искрено ова кога ми го кажа советниците, јас бев во шок. Мислам, не ми се веруваше дека значи, град како Битола, што треба да биде и еден културен центар, срцето на Македонија, да нема ниту една партија до сега да не донесе генерален урбанистички план. И сега да ние идеме во ситуација, општината да има и само за време на владењето на ВМРО ДПМН, да има издадено преку 3000 легализации. И тој е многу спорен момент. Од една страна граѓаните имаат проблем. Да, вашите советници тоа го потенцираја. Да, граѓаните имаат проблем апсолутно. Малте не општината ги прави заложници, нели, не можат да добијат одобрение и тоа не е само за легализации, а и да не зборувам дека и после и тие легализации се еден вид на форма на политичко влијание за гласање и дури партиите свесно ги оставаат да чекаат ови граѓани кои имаат проблеми за нели после да одат како гласови на контото. И мислам, она што јас сакам да го артикулираме дека вие да немате генерален урбанистички план, тоа значи дека вие не можете да планирате катни гаражи, вие не можете да планирате паркови, градинки, камоли поголеми проекти, затоа што нели самата поента на овие урбанистички планови е едно планско организирање на општината. Па тие планираат, велат имаме еден куп проекти направено. Па и нешто почнато да се работи. Битола нема ни на катна гаража. Да, катна гаража немаме и таа ја ветува и сега му ја споменуваат. Имаме стадион,
Што За со кој? една трибина, мислам дека само успеа да се направи за стадионот, другите Добро, ова уште малку се многу чекат. ниско вака, ако се гледа со една трибина. Иако таа Не, мислам дека требаше цел стадион, не му успеа една трибина да се направи. Сумата што ја има и тоа за секоја општина нели е она, меѓутоа се да само забележува кога Мицкоски доаѓа да се слика на тој стадион, вие сте биле таму, сте се фотографирале. Не сум пошла уште на Не. стадионот, не сум стигнала да одам на стадионот. Од тоа што знам дека беше ветување, се направи само една трибина, мислам, а остана уште 3 трибини што така се да знам и дека за затворениот базен што беше нели дури имаше за 1 април една креативна шега од страна на најмладите што дури до една пародија го доведе владењето на политичарите кај нас. работите што се случуваат. Апсолутно овде. морам да ги следам затоа што на крајот на денот јас доаѓам од овој регион и јас се стремам нели и во самото собрание пред се нели да ги презентирам потребите на жителите од кои доаѓам, не само од Струга, туку цела изборна Сите единица. работиме, некои се уморија, некои не. Законот за одење во пензија нема, бидејќи сме на крајот на емисијата, Така. меѓутоа намалувањето на работните часови и примерот Апасиев што го спомена од Данска или некои од скандинавските земји, тоа е применливо кај нас? Па еве, иако морам да кажам за ова уште од минатите избори, ние го имавме ова воведување 6 часовно работно време, како една нели тенденција, макар и на долг рок, и сега гледам дека на овие избори се да само најавува 7 часа работно време. Апсолутно 6 часа е реално. Стопанството, работодавачите би се согласиле со едно? Ама видите, значи мора да има компромис. Ние не можеме постојано да правиме компромиси само со стопанството. Мора да биде слушнато и другата Добро, страна. се прават компромиси за многу работи. Да, ама јас нашиот впечаток е дека кај нас постојано единствено е слушнато само стопанството, а никогаш не се слушаат работниците, нели дури на тој економски социјален совет, секогаш ги гледате видни бизнисмени, видни милионери, а работникот што во овој случај нели е можеби и по-немокен финансиски, ама е многу поброен, нема представник во тие преговори и ние за жал не успеавме да презентираме, настапуваме со една поекстензивна трудова програма, затоа што сметаме дека бизнисмените и стопанството имаат доволно представници во парламентот и дека време е некој да ги застапува интересите на работниците, особено кога сега се направи еден преседан кај што се воведе и 72 часовно работно време, нешто што на пример може се не враќа само во времењата на 19 век, затоа што 8 часовното Да, но работно тие велат за тој што сака да сработи. Ама кој сака? Јас морам да сега, тоа е тој што е ставен во прангите нели на сиромаштијата и тој мора и во 19 век деца морале да работат затоа што материјалните околности ги присилувале да работат. Целта на државата е да ги заштити тие и да ги спречи тие материјални околности кај што ајде ако не па и да го легализираме експлоатацијата на детскиот труд затоа што ете децата сакаат да работат. Уште за трудниците на крајот емисијата 18 месеци породилно отсуство. Да, имаме зголемување и во нашата програма ние но дури и тука ќе имате проблем со работниците. Ќе најдеме механизми да ги усогласиме. Па бизнис секторот треба да се научи малце да има и проблеми, а доволно само работниците имаа проблеми со властите, така да малце треба и бизнис секторот да се врати. За ова ќе ви се налудат и ќе ви забележат. Па сега нека се лутат. Мислам дека треба да прифатат дека не може вие да остварувате милионски профити. Значи, јас зборувам за нели крупните топ 10-15 фирми, а работниците внатре да работат на минимална плата. Значи мора тоа конечно да се урамни. Која е пораката до гласачите, не само битолчани, тука нас не гледат и во 4-та изборна единица, па ако имате за нив кажете нешто. Која е пораката се левица на овие избори ќе дефинитивно ќе се покаже, ќе стане фактор за идната влада. Ако тоа со 2 пратеници во изминатиот мандат успеавме и да ги разобличиме сите процеси кои се случуваат внатре, успеавме да артикулираме теми кои претходно не биле артикулирани, со уште поголем број на пратеници, дефинитивно конечно ќе ја имаме и политичката моќ и реално да ги смениме работите. Благодарам за одвоеното време сега во ова предизборие. Ви посакувам успешна кампања, а за резултатите вечерта на 8 ќе ги гледаме заедно. Ви благодарам и вас уште еднаш на поканата и се гледаме во друга прилика.
Почитувани гледачи, благодарам за вниманието со кое не следевте. Тоа беше интервјуто со Јована Мојсовска, генерална секретарка на Левица и носителка во 5-та изборна единица. Имете убав викенд, понеделник со нов гостин.